Еве го и последниот разговор за денеска. По тешкиот пандемиски период, интересот за планинарење во земјава расте и е на високо ниво, а планинарските клубови во Тетово нудат низа активности за сите љубители на планината и на планинарските тури. Неодамна, благодарение на планинарскиот клуб Љуботен во Тетово, беше отворен инфоцентар за Шарпланина, каде што посетителите ќе може да ги добијат бараните информации за планината, природните убавини, значајните локалитети, но секако и сместувачките капацитети. Детали за тоа како функционира центарот, дали успешно ја исполнува својата цел, но и со кои активности во наредниот период ќе се мотивираат граѓаните да ги посетат планините во овој дел од Македонија, утринава разговараме со Јован Божиновски, председател на планинарскиот клуб Љуботен. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ме најдов. Планинарскиот клуб Љуботен од Тетово е еден од најстарите во државата и останува континуиран носител на развојот на планинарскиот туризам и на планинарењето на Шарпланина. Годинава одбележавте 97 години од формирањето. Колку веќе е честа и одговорноста да се биде во моментов прв човек на планинарскиот клуб? Честа е голема затоа што е реткост 97 години активно постоење на една ваква организација во Македонија. А одговорноста исто така голема затоа што не се само, нали, како планинарски клуб не работиме само на планинарски активности, туку еве имаме планинарски домови, имаме инфоцентар, работиме на обуки, на проекти со локалното население, така да голема одговорност, воедно огромна чест пред се. Веќе ги гледаме и фотографиите кои што ни ги испративте од инфоцентарот, но и секако вашите активности, планинарските тури кои што ги организирате. Како што споменав, неодамна беше отворен инфоцентарот во Тетово, наменет за сите планинари, рекреативци, но и спортисти кои што сакаат да се запознаат со природните убавини, но и знаменитостите кои што ги нуди Шарпланина. Како се роди идејата за еден ваков центар? Која е понудата на центарот и што од информации може да се добие токму во него? Планинарскиот клуб Љуботен имаме канцеларија во близу центарот на Тетово и ајде да кажам секогаш од своето постоење секогаш бил точка на каде што нуди информација за она што се случува на шара. Значи тоа се случувало низ деценииве. Во последниот период, ајде да кажам во периодот пред короната, имавме доста активен наплив на дорешни туристи кои што доаѓа на шара. Нели, ние имаме канцеларија за професионални водичи кои што е во рамките на клубот и бара информација. И од тогаш се роди таа идеја и еве конечно ја воспоставивме пред нецел месец пред 2 недели се отвори инфоцентарот и неговата понуда е таа што ја спомнавте, фактички сите информации кои што се на шара, од сместувањето услуги туристички, од ресторански услуги, транспортни услуги, се она што е луѓе кои што прават ракотворби, се собира на тоа едно место, а од тука вработеното лице ги дава на сите заинтересирани. Сега меѓу останатото, сите посетители на инфоцентарот ќе имаат можност да се запознаат и со дел од планинарската опрема која што тетовските планинари ја користеле пред повеќе децении. Нешто навистина интересно, од каде успеавте да соберете примероци од истата и беше ли предизвик да се обезбедат истите? Воедно, какви се оние првични впечатоци по отварањето на инфоцентарот? Успева ли да ја оствари својата цел? Секако дека успева затоа што е ново, нешто што досега го немало во Тетово, го немало за Шарпланина и нешто што навистина се надевам дека во иднина многу повеќе, освен на домашните гости, информацијата на дорешните туристи ќе ја нуди и ќе бидат секако да бидат задоволни. Опремата е која што, дека сме најстар клуб сега, тоа не е нешто што нема низ годините, се чувала опремата и дел од опремата е изложена во просториите на инфоцентарот, а веднаш до тоа се канцелариите на клубот каде што има уште дополнителна опрема и сите кога влегуваат викаат сега како мал музеј еден на планинарството и скијањето и е опрема која што долги години се чува, се пази, значи, од материјали, од фотографии, од предмети, се она што низ годините се користело на шара. Како некој кој што е навистина добро упатен и искусан, барем во поглед на развојот на планинарскиот туризам на Шарпланина, колку се искористени туристичките потенцијали на Шарпланина и кои се најголемите предизвици токму во процесот на развој на планинарскиот туризам, но и на планинарењето токму во овој дел на Македонија?
значи не се доволно искористени затоа што имаме огромен простор кој што го опфаќа Шарпланина. Ајде да кажам во последниот период повеќе се интересни неколку точки на Шара, но навистина имаме предел кој што треба да се промовира и да се развива, и тоа е ствари всушност и предизвикот. А предизвикот најголем ќе биде затоа што сега имаме национален парк. Значи националниот парк да направи убава стратегија која што ќе биде за развој на планинарскиот туризам. Тоа е посебно да се развиваат локалните рурални средини под Шарпланинскиот регион и оние кои што се внатре во националниот парк, за да тука може луѓето да се движат на Шара. Тука се освен информациите кои што треба се дадат, тука се едукација на населението, за водичи, за сместувачки капацитети и тие работи, и секако дека планинската инфраструктура на планинарски патеки, домови, мостиња, оние симпатични работи кои што треба да ги има на планината за да ги прими туристите. Рестриктивните мерки по однос на COVID-19 речиси на секаде се олабавија. Како тоа влијаше на бројот на посетители на планините во последниот период? Дали е безбедно граѓаните сами да се движат по планините, конкретно еве на Шарпланина? Колку има обележани планинарски патеки во овој регион и кои се оние моментални активности кои што ги имате како здружение во однос на организација на планинарски тури во наредниот период? Како човек кој што е одговорен во еден планинарски клуб и како човек водич во планина, професионален водич во планина, секогаш би им насочил на луѓето кога се движат на планина да се движат со група. Значи има планинарски клубови во Македонија многу, така да секој може да се приклучи секаде, секој викенд некој планинарски клуб организира некоја планинарска тура, така да подобро е да биде човек приклучен. Секако дека е безбедно кога се движи со поорганизирана планинарска тура, но секако дека има можност и сами организирани групи да се движат, затоа што имаме планинарски патеки кои се уредени, маркирани и се на, ајде да кажем, едно ниво кое што е достојно за да може човек сам да ја помине таа патека, но секако да има предзнаење за тоа. И ова времето навистина ни е куса за денешниот разговор, ќе треба да го завршуваме полека. Јас ќе ви се заблагодарам за денешното гостување. Во меѓувреме ќе побарам од колегите од режија доколку сме во можност да го подготват гледач репортерот како една убава завршница на денешниот разговор, а секако вам ќе ви посакам планинарскиот клуб Љуботен да продолжи понатаму активно да работи на промоција и развој на планинарскиот туризам и планинарењето на Шарпланина, но и генерално во земјава. Она што радува е фактот дека се поголем број на граѓани токму се враќаат кон планините. Ви благодарам и на вас. Се надам дека луѓето ќе се движат се повеќе на планина.